Немој, Филип! 120 возам! 120 возам, не ме заебавај, Ще Филип! ме пушти да го затворам? Шо ти е на тебе? 120 возам. Е па немој да отвораш прозор. Што да не дувне, да не летне, бе. Ке се собере, фит! Дечко, виолите ќе ги собере. Колекционер, ако имате да ми пратите фискални бе, мола. Не туги фискални, мој фискални, значи... Си совира, знаеш, и си прави дома албумчиња си прави. Знаете, ние кога деца си игравме со лепенки за стрипове. Да. Значи месечно ги собирам. И на крајот на месецот ги фрлам. За да знам, значи деца, прво правило, бизнес 101. Тоест не бизнес 101, ама штедење 101. За да знаете колку пари ви излегуваат, мора да знаете колку пари ви влегуваат. Така, нормално. И сега да знаете колку пари трошите, мора да знаете колку примат. Тоест, не сваќате што да вам кажам. И, за да знаете кај ви одат пари, значи некој ще запраше, каде ми одат парите? И кажеш, знам кај ми одат парите. Тоест не знам кај ми одат парите. И затоа што не знаете кај ви одат парите, собирате фискални и си правите месечна репорт. Волку трошам или потрошив у седмица вчера 110 денари за хамбургер. Така? Роял. What the fuck? Whatever. И си кажеш, ма си јас и со фискална, знам кај ми одат парите. Значи ги трошам за песвија за парите. Да. Тие што ги трошите на алкохол, тренете Тоа ги е на... добра инвестиција. Тоа е инвестиција во себе, тоа е инвестиција за душата. Пијаница. Глеј, тие што ги трошите на алкохол, ги тргате на страна негде, ги складирате или ги палите, ги криете, ги фрлате одма. Не. Тие пари не треба да се знаат дека се биле потрошени на алкохол. Не. Тие пари ги викам ја, имаш инвестиција, нели, за себе. Имаш, значи таа инвестиција за себе се дели на два дела. Физичка инвестиција и душевна инвестиција и психичка инвестиција. 4 инвестиции. Психичка инвестиција е кога сакате да напредувате интелектуално. Очигледно многу од вас не сакат да напредуваат што ова видео го гледат, меѓутоа да речеме дека сакате да напредувате интелектуално. Тоа што го гасите ова видео и земете да читате книга, например. А ако сакате душевно да инвестирате, Каков хейтер е, човече, каков хейтер е. ако сакате душевно да вако, се напиват, се идете и си трошите пари на коктейлче. Blue Frog нешто, Космополитан, Long Long Island. Некој од 500 денари што еднаш ќе опиеш и Па еднаш ќе опиеш. ќе ти се сгорчи животот. Нема да се скурчи, може пак ќе сакаш да спиеш. И ќе ти издими новчаникот. Не може да ти издими новчаникот, може и новчаникот да ти издими ако го запалиш. И така, значи инвестирате значи добра водка. Значи многу е битно водката да е како што треба. Зашто ако инвестирате у лоша водка, главоболки и знаете, надам заеде како. Ама добар алкохол е инвестиција. И во црнчиња да инвестирате, тоа е најбитно. Шо? Црнчиња. Тоа со калуа се прави ликерот. Прецено ќе те сваќат дека треба да прекат пари за Африка. Не бе. Објасни што се трнчиња. Црнчиња се мали гласес, значи мали шотови се црни. Алкохолот е црн. Сега точно мислам дека калуа ликер со уште нешто се меша и е толку благо, толку убаво. Да, и ова не го правите ако сте под 18, ти текнува? За да не ми биде сраено видео над 18 графа. Ти дисклеймер немаш напред. Дисклеймер. Следните теми кои ќе се зборат
па како сте деве дисклеймер, ако сте под 18 не го правите ова, иако знам дека го правите, ама не го правите. У Македонија живееме. Секој почна да пие од 12. Дисклеймер. Следнава содржина на која се прави проверка е превлачливо да има надзор од родители или страдатели. Ние ќе се видиме на стражата, ама ќе да си фатам некои снимки док има убави кадри околу Нема мене. сонце, нема убави кадри. Ама е продолжи. Се има нешто и со што се вика се подесува светлина и такви стари. Ќе научиме, има бе. Така, ќе поздравиш. Ќе ги видиш пак после. Ајде. И тоа што го правиш многу е Се врза. убаво стане. Ај. Ајде. Леле мајка. Светло пушти. А. Не. Држи на кочница. Прво, ајде. Сега да ти покажам како е да се биде со возач. Леле мајко. Леле хобира. Ајде.